Се враќаме со емисијата 360 степени. Посвоените деца во Македонија се организираат во иницијатива со која бараат законски измени за да имаат пристап до информациите за своето биолошко потекло. Актуелното законско решение го забранува тоа. Нивните главни аргументи се дека со сегашната легислатива постои ризик од инцест и од опасност по нивното здравје со непознавањето на семејните болести. Какви се споредбените искуства во Европа? Темата ја истражуваше Зоран Јовановски. Зошто родителите ме оставиле? Имам ли браќа и сестри? Што ќе се случи ако го побарам моето биолошко семејство? Ова се прашањата што често си ги поставуваат децата кога ќе дознаат дека се посвоени, но тешко доаѓаат до одговори. Да не направиме инцест на држава и да се заштитиме и самите себе си од наследните болести. Во законот пишува: посвојувањето е службена тајна. Институциите не даваат податоци за семејната историја. Нашиот одговор е секогаш согласно на што го диктира законот. Од првата детска амбасада Меѓаши велат дека со ова Македонија ги крши правата на децата. Препораки на Комитетот за правата на детето на Обединетите нации при Женева јасно упатува до членките подписнички на оваа конвенција дека децата треба да си ги знаат своите биолошки родители, тоа не треба да биде службена тајна. Дали државата ќе ги следи меѓународните практики или попусти ќе бидат напорите на посвоените за измени во законската регулатива? Дека сум посвоена, дознав од мојата 8 година, ми кажаа моите родители. И сето тоа го прифатив многу нормално, како што би го прифатило едно дете во рамки на своето семејство, кое што многу го сака и му пружа љубов и поддршка. Прво беше како еден шок, што стана работава. Дали навистина овие родители не се тие што ме родиле. Ама после тоа се совземав и добро што е тоа, супер е што имам семејство кое ме сака, ми дава дом, потпора, ме гради како личност. Марија е од Велес. Има 24 години. Веќе и самата е мајка. Почувствував потреба да ги побарам моите биолошки родители искрено кога останав трудна и кога го родив моето дете, зашто тогаш најубаво го сваќав мајчинството, како е всушност да носиш дете и да го родиш. И така започнала потрагата. Од различни извори добила информации, чија точност Марија се уште ја проверува. За биолошките родители и за своите роднини кои вели дека ги има во неколку градови во земјава. Со дел од нив веќе стапила во контакт. Се доаѓа до вистината, затоа што Македонија не е голема држава, градовите не се многу големи, секој со секој се познаваме, знае кој има родено и дадено дете и така може да се најдат. И нормално со ДНК тестирање. Се завршува со ДНК тест. На Марија е важно да си го знае минатото, за да ги има податоците за евентуални семејни болести, кои можат да се пренесуваат од генерација на генерација, но и поради опасноста од инцест. Сега кога си мајка, се викаш, добра, што ако син ми утре си дојде дома и се ожени со негова прва братучетка? Значи, ќе има инцест, а јас како мајка не го знам, не можам да го заштитам и заради тоа ја почнав целата потрага. И среќа што испадна се успешно, ги дознавме кои се знаеме сега, можам да го заштитам син ми, затоа што има случаи каде што не се знаат први братучеди или не дај Боже брат и сестра влегуваат во брак и што направивме тогаш. Посвојувањето во земјава е уредено со закон за семејство. Членот 123 вели дека податоците за заснованите посвојувања се службена тајна. Токму поради ова законско решение, неуспешни биле обидите на Марија во Центарот за социјални работи да добие информации за биолошките родители. Прашав за наследни заболувања, да ми каже, за да не морам да одам и да ги правам тие болести, да заштедам и на време.
ама за жал помина неуспешно. Не ми го даде досието со наследни болести, значи јас не барав од неа да ми каже кои се моите биолошки родители, нивниот идентитет. Меѓутоа, барем за наследните болести мора да се знае, затоа што некои се од животно загрозувачки карактер. Нарциса Тунтева ја направила Facebook групата BioFamily. Сега има околу 2500 членови, кои ги објавуваат своите податоци и фотографии, надевајќи се дека ќе ги најдат своите корени. Деца кои дознале дека се посвоени, си ги бараат биолошките родители. Има и случаи кога и родители си ги бараат децата, од кои некогаш се откажале. Здраво, добри луѓе. Ве замолувам доколку го видите овој човек, татко ми, кој мислам дека се наоѓа во Скопје, да ме известите на телефон. Многу сакам да стапам во контакт со него, а не можам да го најдам. Станка е биолошката мајка. Ја споделувам приказната од девојката која ја бара, зашто со споделување може ќе се најдат. Цели 15 години се бориме за да ја најдеме нашата кирка и се уште немаме никаков одговор од институциите во Македонија и од медицински аспект не можеме да добиеме никакви информации за нашата кирка, бидејќи ни се затворени сите врати. Многу сме осудувани, значи збориме нели членовите кои што си ги бараат своите родители, деца, најчесто мајките ги бараат своите деца. И тоа мене ме зачуди фактот што има мајки кои што имаат веќе формирано фамилија, значи по 2-3 деца со брак, значи сосема нели друго, кои што си ги бараат своите деца. Значи јас со тоа сум стварно фрапирана, затоа што претходно сите ги осудувале тие мајки, значи најчесто ќе кажат не ја барај својата биолошка мајка, таа те напуштила и ред други работи. Не е секогаш така, како што ние мислиме дека е, бидејќи постојат многу причини. Универзитетскиот професор Елена Игновска посочува 2 случаи од Европскиот суд за човекови права, кои смета дека треба да ни послужат за пример. Во првиот, од Иевр против Франција, судот констатирал дека земјата се грижи како за правата на детето да го дознае своето генетско потекло, така и за приватноста на биолошките родители. Тужителот можел да се обрати до соодветниот национален совет, која прашува биолошката мајка дали сака да го запознае своето дете. Се дојде до заклучок дека државата праведно ги балансирала трите засегнати интереси, односно интересите на мајката да остане анонимна, интересите на детето да знае и јавниот интерес, она што ви го споменав, да нема илегални абортуси, да нема напуштање на децата. Во друг случај пак го дели против Италија. Судот констатирал дека земјата, слично како кај нас, апсолутно забранува пристап до информации за биолошките родители и дека тоа е грубо кршење на правата на детето. А таквиот закон ја заштитува само приватноста на родителите. Не мора да се дојде до ситуација да не изгубиме случај пред Европски суд за човекови права. Доволно е тоа што еве постои пракса во оваа област, која што треба да ни биде некаков знак, некаков патоказ, ние да го промениме нашето законодавство. Со опасноста од зачестени инцестни врски се соочуваат речиси сите помали држави. Например, Исланд, која има околу 330.000 жители, изработиле телефонска апликација. Со едноставно внесување лични податоци, секој исландјанец може да си го провери семеното стебло до длабоки корени. И од меѓаши посочуваат дека со актуелниот закон се крши членот 7 од Конвенцијата за правата на детето, според кој тоа има право да го знае своето генетско потекло, а државата има обврска да му овозможи пристап до тие информации. Македонија, која е потписник на таа конвенција, се уште не го согласила своето национално законодавство. Се создава неоправдано лутина и без кај нив зошто тоа не им се кажало на време и зошто мора да биде тајна. Многу едноставен пример, може да се влюбат во крвно сродство, тоа е инцест и може да настанат и многу потешкоти. Децата треба да си ги знаат биолошките родители и по генезата, едноставно треба да знаат со какви се
болести или ситуации се среќавале нивните родители, имаат потреба да градат контакти со поширокото семејство и на овој начин мислам дека децата се обесправени и не им се дава можност да ги дознаат биолошките родители вака како што е поставен законот за семејство. Дом за доенчиња и мали деца во Битола. Покрај центрите за социјални работи, ова е една од институциите во кои се чуваат доверливите податоци за посвојувањата. Во домот има околу 70 деца, половина од нив бебиња. Многу од посвоените, кога ќе пораснат, повторно се враќаат тука. Овој пат, барајќи информации за своето биолошко потекло. Сум имала искуство да е тоа една некоректна ситуација која што завршувала дури и со определени закани, во смисла на тоа дека ние еве ги знаеме податоците, но не сакаме да ги дадеме од некакви тенденциозни причини и се обидуваме, верувајте, со сите наши расположливи информации кои што се од јавен карактер да им дадеме до знаење дека станува збор за исклучително чувствителна проблематика, сензитивна проблематика, која што најпрво законот не дозволува да биде како таква презентирана, а од друга страна, доколку биде презентирана по некакви алтернативни патишта, значи кои што го избегнуваат законот, тогаш тоа може да роди со негативни последици како за институцијава и одговорното лице во неа, но и вработените кои што би одделе таква тајна, но исто така и за самото дете кое што ќе ја разбере информацијата и истата би можело да ја употреби на несоодветен начин, заради тоа што тоа не е една осамена страна во таа приказна. Од другата страна секогаш се наоѓа биолошкиот родител или биолошките родители. Ајде, мамичка, братче ми дојди. Од Министерството за труд и социјална политика не информираат дека до нив не е доставена иницијатива за измени во Законот за семејство, за и посвоените деца да имаат право на информации за своето биолошко потекло. Ако добијат таква иницијатива, велат ќе ја разгледаат и потенцираат дека сегашните законски одредби се донесени поаѓајќи од социокултурното ниво на граѓаните и традиционалниот начин на живење. Што и да значи тоа? Ако сме сите обединети, верувам дека ќе успееме, затоа што неопходно е да има измени во законот. Значи, ние како посвоени деца, тоа што го бараме нашиот корен, нашето биолошко потекло, не значи дека ние не ги сакаме нашите посвоители. Напротив, едно дете кога дознава дека е посвоено, тоа развива уште поголеми чувства за своите родители, затоа што тие се неговиот живот и свет.